Четврток, 30 јануари, кратки вести во 12 часот. Во време кога секојдневно се бележат високи нивоа на загаденост на воздухот во цела држава, од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека работат на проект за подобрување на правната рамка за квалитетот на воздухот во Македонија. Ке се изработи комплетно нов закон за квалитет на амбиентен воздух и повеќе подзаконски акти. Ке се работи на подобрување на националниот инвентар за емисии во воздухот и подготовка и спроведување на план за мониторинг. Веќе подолг период наназад во повеќе градови во државава, меѓу кои во Охрид, се бележат исклучително високи нивоа на загаденост на воздухот, пошто граѓаните со право бараат изнаоѓање на системско решение кој ќе стави крај на загадувањето и ќе донесе реални и одржливи решенија. Скопје и Охрид се најбарани дестинации од превозниците на меѓуопштинските линии по огласот за одобрување на возни редови, објавен од Министерството за транспорт. Од вкупно 163 апликации, 59 биле за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници. Возачи на меѓународни линии се жалат дека се помалку има патници во автобусите, што според нив е економски неодржливо и демотивирачки за сите во овој транспортен сектор. Велат тоа е одраз на поголемите економски и социјални промени што се случуваат во земјата и светот. Нашиот Давид Велковски во име на Македонската традиционална теквондо федерација ќе биде бодовен судија на Европското првенство во Талин, Естонија. Велковски е долгогодишен репрезентативец и лиценциран судија во склоп на федерацијата и редовно суди на меѓународни надпревари. И како надпреварувач и како судија тој е докажан како на државен, така и на меѓународен план. Европското првенство во традиционално теквондо ќе се одржи од 28 април до 4 мај. Времето денес променливо облачно со услови за повремен дожд. Дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.